Непрегледни километарски ѕидови од рибарски мрежи на дното од Охридското езеро. Тоа е сликата која ја затекнаа експертите и нуркачите во текот на 10-дневната акција за чистење на езерото од потонати, изгубени или напуштени мрежи. Така наречените мрежи духови никогаш не го завршиле процесот на ловење. Тие со децении влијаат драматично на живиот свет во езерото. Во оваа прва акција, најкритичен дел беше регионот кај хотелот Метропол, каде што се наоѓа црпната пумпа, од каде што со вода за пиење се снабдува Охрид. Ваквите оставени, да речем, потонати мрежи кои што се со децении, дори утврдивме и толку стари мрежи, представуваат опасност за целиот жив свет, бидејќи на тие места рибата повеќе не доаѓа да се мрести природно, значи ги избегнуваат тие места, бидејќи во нив се наоѓаат искапани, распаднати риби, од кои што другата риба се ги избегава овие райони, а од друга страна пак се представува дека се фаќаат и одредени други животни, како што видовте краба, ракови, дури и птици. Хидробиолошкиот завод од Охрид проектот го реализира во соработка со Институтот за слатководно рибарство од Берлин, чии експерти се ангажирани од Германското друштво за меѓународна соработка. Според нив се работи за проблем кој треба да се решава континуирано и долгорочно. За прв пат имаме можност да ги отстрануваме напуштените и изгубени мрежи од езерото. Треба да се развијат техники и технологии за ефикасно да се справиме со овој еколошки проблем. Со развивањето на техниките сакаме да им покажеме на локалните жители колку е тешко и комплексно да се изврши една ваква важна активност за да се сочува ова природно богатство кое треба да им го ставиме во наследство на идните генерации. Во оваа прва акција се отстрануваа мрежите од брегот до 45 метри длабочина, што ќе придонесе на тој простор да се ослободат рибните плодишта. Во иднина ваквите акции ќе се реализираат заеднички со албанската страна, но за целосно решавање на проблемот со мрежите духови, овој сегмент од заштитата на езерото треба да биде вклучен во националниот проект за езерата, кој што е донесен во далечната 2004 година. Меѓутоа, досега не е издвоен ниту денар за вакви или слични активности.